Планинарењето е одлична физичка активност со многу поволности за вашето тело. Тука се зајакнувањето на мускулите на целото тело, особено на нозете, стимулација на имунолошкиот систем, особено на способноста на телото да се одбрани од разни заразни болести, позитивен ефект врз срцето и циркулацијата и подобрување на снабдувањето на крвта со кислород, забрзување на метаболизмот и намалување на мастите во телото. Планинарењето релаксира, а исто така го ублажува и стресот. Затоа во наредните неколку минути погледнете неколку совети зошто токму да планинарите. Планинарењето е спорт со кој се занимаваме во текот на целата година и во различни временски услови. Меѓутоа, планинарењето со себе носи одредени ризици. Па поради тоа, за безбедно планинарење е потребно да се поседува освен физичката подготвеност и соодветна опрема. Опремата може да ја поделиме на летна и зимска, во зависност од временските услови или висината на која се користи. Постои опрема која е неопходна за секој планинар, односно лична опрема, и таа што ја користиме во група, односно заедничка. Основната планинарска опрема содржи чевли, чорапи, веш, панталони, блузи или повеќе слоеви горна облека, јакна, капа, ракавици, наочари за сонце, сад за вода, заполка, челна лампа, прва помош, прибор за лична хигиена, крема за сончење, телескопски штеки и ранец. Повеќедневното престојување во планина подразбира и камп опрема, како што е шатор, вреќа за спиење, подметач, прибор за јадење и слично. Специјална опрема за експедиции или планини со специфична тежина. Бараат цепин, дерези, појас, заштитна кацига, клинови, јаже, присик, карабини, бајли. Опремата зависи од временските услови, висината, должината на престој во планина и други фактори. Покрај стандардната опрема потребна исто така и техничка опрема за искачување по карпа, мраз, експедициска опрема и така натаму. Алпинизмот е спортска дејност која што се одвива на стрмни и високи карпи и представува дел од поширокото семејство на планинарски спортови. Алпинистичките активности најчесто се состојат од искачување на необработени карпи каде што нема поставено комплетно осигурување или обележување и каде што во голема мерка е задржан природниот изглед на карпата. Успехот на алпинистичките искачувања не зависи само од силата на алпинистот или неговата техничка способност за движење по релјефот на карпата, туку и способноста за интегрално решавање на сите проблеми при качувањето, како што се поставување сопствено осигурување, внимавање на ронливоста на карпата, правилна ориентација во карпата и избор на правецот. Со оглед на тоа што најголемиот дел од алпинистичките локалитети се наоѓаат во планински или ридски области, неопходно е експертско познавање на основните планинарски вештини. Зимските алпинистички искачувања, како и качувањата на неискачени карпи по високи планини представуваат најкомплексни алпинистички дејности и воопшто едни од најтешките и најопасните спортски дисциплини. Токму тоа е главната карактеристика на алпинистичката дејност, по која што алпинизмот се разликува од другите планинарски спортови. Алпинизмот е начин на размислување и филозофија на живење. Вистинскиот алпинист не се занимава со алпинизам само за време на алпинистичкото искачување или за време на тренингот. Денот на алпинистот почнува и завршува со алпинизам. Алпинистичките искачувања се вреднуваат според квалитетот и комплексноста на искачувањето. Вреднувањето на алпинистичките достигнувања се врши според сложен систем на критериуми, кои возможуваат прилично објективна и прецизна анализа на алпинистичките резултати и нивна соодветна класификација. Ако сте љубител на планинарење, ќе може токму утре да ги истегнете вашите нозе и да се качите до Пелистер. По 28 пат утре ќе се одржи традиционалниот марш на Пелистер, кој што се одржува во чест на Димитар Илиевски Мурато. Токму за ова ќе разговараме во наредните неколку минути со мојот гостин Петар Нолев од планинарскиот спортски клуб Пелистер, координатор на маршот. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Како што реков, оваа година 28 пат традиционалниот марш до Пелистер стартува утре, тоест и денеска. Значи имаме една маршрута која што веќе е започната.
Да, како што знаете, 28-миот традиционален планинарски марш Димитар Илиевски Муратот веќе започна пред еден час. Веќе ги имаме првите гости, односно тие се приближуваат кон планинарскиот дом на Големо езеро, каде што една од маршрутите ќе започне. Главната маршрута ќе биде утре со поаѓање од 6:00 пред Шекерезада. Ќе има организиран превоз автобуси. Очекуваме масовност и се надеваме на добро време. За сега прогнозите се дека ќе биде добро времето. Каков е интересот? Од прилика имате сигурно сознание за некоја бројка, затоа што оние кои што учествуваат во денешната маршрута требаше да бидат пред време пријавени. Па генерално имаме некоја груба бројка, меѓутоа не очекуваме повеќе, бидејќи секогаш така било. Традицијата, искуството на тоа не научи. Без разлика што маршрутот се одржува во сабота, не е недела, кога поголем дел би биле слободни, меѓутоа ние имаме некаде околу 700 до сега најавени учесници. Меѓутоа мислам дека бројката ќе замини преку 1000. За кога е поголем интересот? За главната маршрута која што е утре или за ова која што е денес? Апсолутно за утре главното искачување. Се почнува од 6:00 Шекерезада, како што кажав, од инфоцентарот потоа негде околу 6:30, 6:40. Маршрутата треба да биде по добро познатата патека од страната на Ловечка, односно широка, и таа патека ние како организатори ја обезбедуваме со планинарски водичи и спасувачи поради било каков проблем да има да интервенираме. И во ова прилика исто така апелирам до нашите битолчани да не користат други патеки, бидејќи имаме гости од надвор, од другите градови, и тие не секогаш се добро упатени и знаат каде треба да одат, така да некогаш се случува да тргнат по локалните пократки патеки или други патеки и тогаш не имаме проблеми. Од каде се има гости? Еве ги споменавте, од каде се има Буквално учесници на има маршот? од секој град, од Македонија. Очекуваме гости од Грција, Бугарија, Србија, Балканот, од Албанија, Косово, така да Европа во мало, мислам Балканот во мало. Што е она што треба да го знаат сите оние кои што утре ќе бидат дел од овој марш? Веќе во известувањето до медиумите имаше делови напоменати кои што е важно да ги знаат за опремата и сите други работи кои што ги практикуваат. Силно препорачуваме дека за тие кои што сакаат да дојдат до врвот, од висина 2000 метри негде од Ловечка нагоре има снег, значи е потребна зимска опрема. Обавезно треба да се носат опрема за дожд. Оти прогнозите се надеваме на добро време, меѓутоа никогаш не се знае крајно. Имаме променливо време деновиве. И исто така ние како организатор обезбедуваме на неколку локации освежување, значи чај, традиционално чајот ќе се биде на Ловечка. Меѓутоа годинава имаме новитет, односно проблем, дека порано дававме чај на врвот, на Перистер, меѓутоа има тие технички проблем на тената горе, во репетиторот, така да ние не сме годинава можност да послужиме со чај баш таму, меѓутоа, ете, тоа е виша сила, ние тука не можеме нешто да битно измениме. Според агендата која што имате, веќе кога ќе на една од паузите, мислам, каде што ќе се правеше собирањето, каде што ќе биде на сите планинари, имаше одавање чест на Димитар Илиевски Мурато на споменикот, комеморација мала, делење на благодарници, признанија. Да, значи во однос на маршот патеката за искачување, традиционално на Копанки ќе има исто така и спомен мало обележување. Членови нашиот клуб кои што не можат да не пратат до врвот, ќе постават цвеќе, ќе има признаници на две локации, ќе се даваат до учесниците до здруженијата планинарски клубови учесници на маршот и сите оние кои што на некој начин ја поможија оваа манифестација. Така да и тоа ќе оди паралелно со маршот. Кој ви е најмладиот учесник до сега? Колку години има најмладиот учесник кој што до сега учествувал на маршот и најстариот учесник? Искрено не се сеќавам баш добро, меѓутоа знам дека во претходните маршеви се работеше за едно дете од 4 години, а старосната граница беше повеќе од 80 и некоја година за учесници од други, како од нашиот град, така и од другите места. Има ли заинтересирани кога се во прашање учесниците токму повеќе деца? Предпоставувам дека повеќе се луѓе од 20 до 35 години, но и од постарите. Има ли интерес? Искуството мое на овој марш е дека кога прогнозите се добри, кога времето најавата за време е добро, како пример за престојниот викенд, тогаш имаме поголем број на посетители кои што
не му е баш блиска планината и не е секојдневно му е целта да одат на планина, меѓутоа доаѓаат, бидејќи знаат дека ова е осигурана патека, дека е организирана и мислам дека тоа е за поздравување. Кажете ми, успеваат ли сите до крај да се искачат до врвот или има и такви кои што ќе се откажат, мора да ве почекаат, предпоставувам сите, за да нема враќање сами, затоа што, како што рековте, не се сите од Битола, не ја познаваат патеката? До сега, значи, обично процентот иде од прилика пола-пола, значи некогаш повеќе останува до тие 2000 метри, а на врвот стигнуваат негде 300 до 600-700 луѓе, зависно од посетеноста. Меѓутоа, успех е за нас и тоа што тие кои што ќе дојдат до Ловечка, до 2000 метри, до првата станица, речем, до Чајот, бидејќи таа патека е лесна и мислам дека скоро секој може да ја изоди по еден правец. Иначе патеката ни е долга од прилика 15 километри во еден правец, така да маршот е сериозна работа, не е за подценување, значи негде од прилика 30 километри е пешачењето. Освен тоа што ќе со планинирањето ќе имат здрав дух, здраво тело, имат можности да уживаат во сите убавини на Пелистер и... Апсолутно, како што рекол, се надеваме на добро време, значи кој бил на врвот Пелистер знае погледот е незаборавен, не секојдневен, така да се надеваме дека секи помини во најдобар ред. И аз искрено апелирам повторно да ги почитуваат правилата на организаторот, сите учесници, за да не дојде до несакани проблеми. Го организирате по 28 пат. Еве, вие како член на овој планинарски клуб, има ли луѓе кои што константно секоја година, 28 години поред, да не речам, се дел токму од овој марш? Колку ги имате такви? Апсолутно, ние имаме, значи, луѓе кои што од почетокот нема учествувале на сите маршови. До сега имаме повеќе такви луѓе, меѓу кои има и новинари и луѓе од ЕСНАФ-от кои што не пратат. Стигнуваат до горе новинарите? Стигнуваат, да. Посебно Петар Ставрев, новинар, колегата ваш, кој што репортажи прави од секој марш, има записи од секој марш. Меѓутоа би сакал да појаснам дека Планинарскиот спортски клуб Пелистер го прави овој марш по 28 пат и ние го славиме успехот на Димитар Илиевски Мурато, кој што беше наш член, искачувањето на високиот врв на светот, кој што тогаш и сега не проблемот за искачување на врвот е ист, предизвикот е ист, меѓутоа тогашните услови на искачување и предизвикот и сега не се баш исти. Тогаш требаше да биде стварно над човек за да се направи тој успех, сега е малце поинако моментално искачувањето на Еверест. Еве, кога веќе го споменавме планинарскиот клуб, колку членови имате активни, некои позначајни искачувања и кој е предизвикот кој што го имате вие како спортски клуб? Предпоставувам дека тука се и врвови кои што се надвор од нашата земја. Искрено, значи, кога зборуваме за предизвикот на нашиот клуб, малце покасно ќе ви кажем, иначе нашите членови имаме неколку 100 членови активни и уште толку пасивни. Меѓутоа, скоро секој викенд ние сме присутни на некој дел од државата и надвор и редовно ги посетуваме скоро сите маршеви кои што ги организираат клубовите од државата. Како предизвик, ние за жал сме во една тешка ситуација со Планинарскиот дом Копанки, така да наш најголем предизвик е изградбата на тој дом Копанки. Така да ќе видиме што ќе биде во наредните периоди. Докаде сме со изградбата на Копанки? За жал, еве, изгоре, колку има веќе 4-5 години, колку помина од кога се случи тоа, докаде сме со таа точка? Со поднос на точката со Копанки, значи, апсолутно тапкаме во место. Имавме проблеми од признавање, непризнавање документација, меѓутоа документацијата и проектите се средени. Моментално проблемот е во финансите. Така да и би ја искористил оваа прилика да апелирам до сите кои што мислат дека Планинарски дом Копанки треба да биде Планинарски дом Копанки и да остане како Планинарски дом, доколку можат да поможат. Секако, тоа е едно место кое што многумина се сеќава и зимно време, еве и сега кога планинарите дека навистина не достига сега на Пелистер и на овие рути и маршрути кои што ги имате. Копанки беше составен дел од маршот, ние славевме 3 дена. Маршот траеше, од кој главниот акцент беше во недела на Копанки, меѓутоа сега за жал не е така.
Рековме дека имате учесници буквално од секаде, една мала Европа која што ќе ја имаме токму денеска и утре. Колку соработката со овие планинарски друштва е развиена? Сите овие години изминати, последните 7-8 години, планинарството во Македонија е во голем подем и се отвораат бројни клубови, нови членови, така да соработката се поголема и поголема во периодов кој што помина и периодот кој што престои, јас мислам дека ќе биде на некој повисоко ниво. Рековте дека состојбата во Македонија е поволна. Каква е состојбата во Битола? Се сочувате со финансиски проблеми кога се во прашање, значи правиме мобет за искачување на некои врвови надвор кои што се еве од нашава земја. Има ли интерес од граѓаните, интерес од битолчани да бидат дел од планинарското друштво, да се искачуваат на овие вакви традиции? Еве и овој традиционален марш кој што го имаме. Колкав е интересот на битолчани? Пак ако дојдете утре да присуствувате, ќе видите, мислам дека е огромен интересот посебно за овој марш и општо за планината. Мислам дека интересот е во најгорна линија. Меѓутоа, како предизвици со кои што ние се соочуваме, не е лесно да се биде член на нашиот клуб, затоа што кај нас со овој проблем кој што пред малце го кажав Копанки, ние немаме избор да бараме донации или средства по било кој друг основ, освен за изградување, освен за Копанки. Така да сите оние кои што сакаат да одат на некоја друга експедиција, ние наши членови максимално поможуваме колку што може да се поможи. Меѓутоа и мислам дека и другите планинарски клубови, доколку и тие на нивната агенда ја стават баш ова проблематика Копанки, тогаш можеби ќе направиме нешто повеќе. Меѓутоа, кај нас интенцијата е дека ние не можеме да пуштиме барање за било каква друга активност планинарска во овој момент, освен за изградба на планинарски дом Копанки. Да се надеваме дека во блиска иднина ќе се реши и тој проблем и во интерес на граѓаните, секако и во ваш интерес. Едно ваше лично искуство, кој е предизвикот кој што вие како планинар го имате, некој врв кој што сакате да го освоите и веќе од искачените врвови кои што ви оставиле најголем впечаток? Некоја авантура? Некоја авантура. Претпоставам ги има многу. Знаете како, секоја планина своја тежина. Не би зборувал за мои идни предизвици. Од минатото, како што повеќето знаат за мене, јас сум од дете на планина, од мало дете, така да за мене планинарството веќе представува и начин на живот, односно е пасија. Јас работам и живеам од планината и се надевам дека тоа ќе продолжи. Значи, во овие релативно тешки времиња, се надевам дека би бил во ситуација да го работам тоа што сакам да го работам, а јас се сакам планината. Така да, тоа е мој најголем предизвик. Кажете ми некоја авантура, еве, кој е некој врв што досега вас ви оставил впечаток што сте имале можност да се искачите? Па, сум посетил повеќе врвови. Како авантура, поголем дел, значи покрај тоа што искачувањето на планините, се занимавам исто и со спасувањето на планина, така да како зборуваме за авантури, тогаш тука има поголеми предизвици и поголеми впечатоци. И навистина не би одвел некој. Колку е безбедно да се работи тоа? Па не е баш многу безбедно, зависно од ситуацијата, меѓутоа ете тоа е дел од пласијата, тоа е дел од приказната, така да и тоа се работи. Предпоставам треба добра физичка кондиција. Еве вака физичка и ментална кондиција. Да, пред маршот да кажеме, вие веќе тоа го работите со години и сте подготвени. Но еве овие сите што прв пат ќе се искачат, како што рековте, некои има кои што нема да стигнат до горе. Треба ли пример еве да кажеме 1-2 недели уназад да обрнат внимание на својата исхрана, колку исхраната и сите работи кои што се случуваат во секојдневието влијаат на тоа? За физичко-менталниот склоп да функционира, еден од побитните елементи е исхраната. Значи тоа во секој случај. Умерена исхрана, здрава исхрана е начинот за добро планинарење, добар провод во планина. Меѓутоа, за овие кои што би дошле прв пат, сигурно дека треба да направат некои претходни подготовки, а и сигурно никој не трнува баш одма сега прв пат ајде на планина, мада имаме и такви случаеви. И мислам дека маршот како маршот, ние го обезбедуваме со повеќе од 60-70 официјални водичи и спасувачи, така да и ние гледаме од прилика до кај ни се можностите во однос на луѓето,
и ги пратиме, дури и опоменуваме некогаш ако мислиме дека некој не треба да продолжи, му даваме на Имате ли некој знаење. проблем до сега годините наназад? Имате голем број на спасувачи и водичи, како што рековте. Послушни ли се оние кои што учествуваат или сепак секогаш има и по некој мал инцидент? Тоа е многу суптилно, знаете како вие на некој ако му кажете дека повеќе не сме и доди од тука натаму, пошто Ги го слушаат ли гледаш. советите? Тоа сакав да прашам. Не или- баш. Значи не баш, не ги слушаат, меѓутоа тоа е тоа. Ние се трудиме да поможеме колку што се може. Еден апел да еве до нив таман ќе упатиме Тоа е сите оние секогаш кои што присутен, ќе тоа е секогаш учествуваат, присутен. да. Значи ние кажуваме и во маршрутата кој дел го обезбедуваме, кој не го обезбедуваме, никој не сме оставиле назад. Сме имале разни искуства, посебно за овој маршрут, од смртни случаеви надолу. Значи од повредени, скршеници и сите работи. Колку- Меѓутоа мислам дека тоа не е баш убава тема за разговор. Еве само вака да споменеме веќе кога го кажавте тоа, по колку повредени еве и со какви повреди најчесто завршуваат оние кои што ги имаат на овој марш? Значи, поднос на повредите, скршеници, исчашено, шинато, рака, нога, премореност, дехидрација, сончеви, топлотни удари сме имале, така да се кое што е присутно во овие outdoor activities, тогаш ние го Лекари имаме. претпоставувам дека има. Имаме екипи, да. Без никаков проблем, мислам, досега сме се справувале, така да Што и да се случи, да, покриени. сите Маршрутите, дојдат. патеките кои што ние ги обезбедуваме се покриени. Оно друго што сакав да ве прашаме, се соочуваме со еден проблем во кој младите се потешко можеме да ги извадиме надвор, да бидат физички активни, да не збораме за тоа играњето надвор на улица како што сме пораснале ние или нашите родители, или качувањето на планина. Колку еве според вас и со што треба да ги поттикнеме младите да го направат тоа? Затоа што како што рековме да се планинари е еден убав начин до здраво тело, здрав дух и еден здрав начин на живот. Па искрено мотивацијата генерално е проблем во секој спорт, во секоја дејност, значи мотивацијата е главен проблем. Ние се обидуваме преку разни работилници, социјални мрежи, повици да ги мотивираме младите што повеќе и повеќе да доаѓаат во планината и нашата интенција како клуб е да тие доаѓаат организирано, не стихино, значи на тој начин би добиле представа како всушност треба да изгледа здравото и правото планинарење. Сега, некој повеќе сака да седи покрај лаптопот. Сите сакаат на Сите денешно сакаат, време. меѓутоа ево сега веројатно добро е да се оддели дел и за организмот, за телото. Искрено мислам дека како што преди напоменав, во нагорна линија и сето ова свеста за здрав живот, свеста за сите тие работи си ги Го спроведуваат ли кај на себе и училиштата, па и градинките? Убаво е од мали нозе децата да знаат што е тоа да искачувањето на планините, кои се тие авантури кои што еве ги доживувате, сепак за нив планината е нешто непознато. Значи, нашата борба, исто како клуб, меѓутоа јас сум член на Федерација на планинарски спортови, на председателството, мислам дека направивме еден исчекор, се изборивме да со Министерството за образование да од идната година во средните училишта и во основните училишта добијат барем еден час по планинарење на месечно ниво. Ние баравме 4 часови, значи еднаш неделно, па негде се договоривме пола-пола со Министерство за образование и мислам дека од идната година ќе имат еден час месечно на тема планинарство во средните и во основните образованија. Сега колку тоа ќе вроди со плод, навистина не знам, меѓутоа мислам дека работата е мртва точка, буквално. И мислам дека на тие работилници, тие часови треба да држат предавања луѓе кои што се директно засегнати со овој спорт, значи лицензирани планинарски водичи или на било кој начин вклучени во овој образовен процес. Така да, мислам дека ќе има позитивен фидбек. Сигурно дека ќе има, тоа фидбек кај младите, ќе се врати со тоа што претпоставувам наредната година ќе има и повеќе заинтересирани и за овој марш кој што еве го имаме традиционално. И за крај на нашиот разговор еве еден совет од вас, еден апел за сите оние кои што утре имаат намера да ви се придружат. Во текот на емисијата неколку пати повторивме, ево пак ќе повториме. Почитувајте и правилата на организаторот. Нема потреба од никаква брзање, ова не е трка. Мислам дека ако се почитуваат, се ќе биде во ред.
Ви благодарам што бевте наш гостин утрово. Благодарам и Се на вас, надевам се дека 28-миот традиционален марш во чест на Димитар Илиевски Мурато ќе помине без никакви проблеми, без никакви инциденти и со што помалку повредени луѓе. И повеќе кои што стигнале до врвот. Благодарам и на вас. Се надевам дека ќе не посетите утре и дека ќе не пратите. Ви благодарам. Драги гледачи, ова беше Петар Нолев од Планинарскиот спортски клуб Пелистер и нашата тема 28-миот традиционален марш до Пелистер.